Граѓаните не се толку пребирливи, ама затоа некои поранешни политичари кои оставија на вистина одличен впечаток и чии случај веројатно ќе се изучува на светските катедри по право и правораздавање, имаат високи очекувања. Се надевам дека наредниот председател на Република Македонија нема да биде изгубен случај. Тоа не е председател, мислам дека тоа не е одлика пред на еден државник. Многу важно за водачите е да бидат и неустрашливи, ама и трпеливи и снодливи, да не им пречи звукот на машините, бидејќи тие се дел од работното секојдневие на врховните команданти. Да почнеме, да. Целта на моето обраќање е обзнанувањето на слоганот, а сега ова со моториве како ќе правим. Почеток се, онози е добар. Ајде, да. Не се знае дали Брнчеле, Заев и Филипче или можеби Пандов и Ленин, но тоа и не е толку битно. Најважно од се е да почнат подготовките за заземање на позиција. Некој тоа го прави со ментални вежби, а други се посветени на својот физички изглед. И човекот кој што 1/3 го нема, зошто околу 1/3 го нема, не е некоја тајна, Боцевски намали енормна количина на килограми, своевремено беше на нивото на некој од нас овде, меѓутоа сега е веќе на момче од 25 години. Годините минуваат, а само еден човек е постојано на истото место. А бидејќи јазикот умее да му биде побрз, па да каже и тоа што понекогаш не мора баш секој да го чуе. Соработниците веќе почнуваат да предупредуваат кога микрофоните и камерите се вклучени. А дали помладо друштво? За ама кај. Важно е да е добро. Веќе се емитува на ние, живо. Во живо ли? Супер. А, ме упоменуваш да не зборувам. Може би така и подобро од и наследниците на партијата од која доаѓа. Изгледа живеат на сосема друга планета. Штом за урнек, кон кој треба да се стремиме, посочуваат кон земји и системи, кои се вистински предизвик за сиот свет. Јас ќе го наведам примерот на Северна Кореја. Ние имаме сосема погрешно гледиште за тоа. Северна Кореја е една сосема напредна држава, со модерни автопатишта, модерни болници, модерна економија, да не кажам војна структура и така натака. И на крајот, поарно ни да не кажуваше, од испоредбите не ни се баш некоја добра страна, особено не со нив и ним некогаш сличните. За овие земји членки на советскиот лагер, ние бевме Space Shuttle за нив. Ние бевме за нив Лос Анџелес. Само затоа, не цела Америка, бас Лос Анџелес го. Лейкерс. Лос Анџелес Лейкерс бевме за нив. Само заради тоа што се земји членки на Европската Унија, тие сега се подобри од нас. Само затоа. Епа, Арно малце.